на Backstage и денес во преубавиот амбиент на кинескиот ресторан Star Ocean во Скопје, а пред мене е една преубава пролетна трпеза за која што ќе проговориме во денешниот прилог. Секогаш разговарам со преубавата и пријатната Силвија Лиу. Добро ве најдовме. Добро ни дојдовте. Како се чувствувате денес? Супер, доста зафатено утрово и кога ќе добиеме од нашиот готвач вакви интересно декорирани и специјалитети кои што се доказ за уметноста во Кина, инспирацијата уште поголема. Колку пати дури и го поместувавме терминот за снимањето, бидејќи постојано фреквенција луѓе дегустираат, пробуваат или пак се враќаат на нивните умилени вкусови овде во Star Ocean. Што е она што е дел од пролетната трпеза денес? Да, секогаш за нашите стални гости имаме изненадување и новости, за да доживеат нешто ново. Не е убаво да има монотонија во било што и секогаш се трудиме да ги изненадиме. Меѓутоа, морам да напоменам дека кога станува збор за кинеската кујна, нешто што е неизбежно да биде дел од софрата и на што ставаат акцент за да бидат здрави, витални и полни со енергија во текот на денот се морските специјалитети. И затоа нагласок ќе ставам од ова многу интересно и необично за нас, супа од риба со ципура свежа и големи ракчиња, исто така свежи. Значи практикуваат да не се замрзнува рибата и ракчињата. Во Кина, во сите ресторани има огромни аквариуми каде што ги чуваат свежи и живи и пред гостите, кога се ја прават на рачката, тогаш ги вадат од аквариум и ги спремаат. Така да ние најчесто овој специјалитет го правиме по нарачка. Или кога имаме кинески групи, тие инсистираат да јадат свежо морско, бидејќи наполни на здрав, тоа е еден здрав оброк кој што ни дава енергија, а кинезите веруваат дека тоа е една од основните причини да бидат долговечни. Гледате само супата каква е, како млечна боја. Значи, густината е од самата риба, од морските специјалитети и нема вештачки додатоци на компир, на брашно, на густин. Тоа е нешто што во кинеската кујна велат колку е по бистро или од самите состојки од самата риба, од самите зеленчуци да е густината, толку е поздраво. Сега имаме едно од многу, гледате како само знаат да играат со боите на зелено, црвено. Секогаш внимаваат и на декорацијата, и на уметноста, и на вкусот. Ова е крцкаво криспи пилеш, кој е едно од најбараните во нашето мени. Може да биде вака суво, без сос, како пред јадење, за мезе со пиво, а може да биде и прелиено во сладко кисел сос или соја сос, зависно од тоа дали гостите сакаат сладко или пак се плашат од тој вкус и сакаат само солено. За оној кој што сака да експериментира и за оној кој што има така покласичен. Класичен, да. И обично вака предлагаме ваков тип на специјалитети за родендени, кога имаат од фирма after work party, нарачуваат кај нас, се да е различно. Да има различен вкус и различни типови на специјалитети. Многу познатата бела кинеска печурка, ушите на дрвото. Текстурата е многу интересна. Гледате само како се бела кинеска печурка, да. Таа е крцкава, од Кина ја увезуваме сува, во сува форма и кога ќе се стави во вода, вака се зголемува. Многу е здрава за прочистување на дигестивниот систем. Ставаат малце декорации од морски алги и оваа печурка лекува болести на желудникот на сите оние кои што имаат оттежнато варење. Не мора да ја јадат вака, на овој начин, ако не обожаваат толку многу печурки, туку може да ја пропржиме во зеленчуци заедно или во печурки. Кај нас многу луѓе обожаваат пржени печурки во воктава. Можеме да ставиме заедно комбинација на бела кинеска печурка со шампиньони или со шитаке. Ова го предлагаме на сите оние кои што сакаат долговечно да живеат, зашто печурката во Кина се употребува во медицината, а не само во исхраната. Споменавте кога првично прашав додека не снимавме дека е многу здрава, добра е за здравието, за метаболизмот, за организмот. Да, и кинезите велат храната како лек. Пред се како лек, потоа да биде задоволство и уживање. Ова е за сите машки особи кои што обожаваат многу месо, говедски мускул, сечен на тенки парчиња. Дополнително даваме сос од соја со лукче и секој од овие парчињата јунешки мускул се мацка во сос од соја со лукче. И ова е интересно пред јадење за сите оние кои што велат ако одиме во кинески дали ќе се најадеме бидејќи нема месо. Машкиот пол во Кина многу го јаде ова за здрава мускулатура, особено за оние кои што вежбаат.
Сега одиме кај топчињата, крокетите. Крокетите може да бидат полнети со ракчиња, ситно сецкани со сатар, со пилешко месо или свинско месо по желба. Ова е обожавано од сите дечиња и од целата постара популација, бидејќи се многу меки и крцкави исто време. Крцкави. Да, од надвор се гледа дека се крцкави и ова морам да напоменам дека топчињата и сладко-киселото е едно од најбараните јадења во нашата кујна. И уште една Што се полнети денес? денес со ракчиња. Да, и одиме со еден специјалитет кој што сакам да го покажам на камерата. Многу интересно филувана лигња. Гледате само во како кругот од лигњата, внатре е полнето со мевце, пилешко месо, може да биде и по желба на гостите и друго, и многу убав хани сос. Ова е мешано мед со сенф и е многу интересна комбинација за лигњи. Ова е исто така свежа лигња и многу лесен специјалитет, односно пролетен за овој период за сите оние кои што се на режим, а навистина ги задоволува апетитите за месо, бидејќи лигњата е само како декорација, а внатре доминира филот со месо. Сега кога терасата ни е отворена и може да уживаат во ова зеленило сите наши посетители, нели убав воздух, препорачуваме особено своите прослави или изненадувања или ако имаат нели некој повод домашен, да ни се јават на телефон и претходно да се резервираат некои од овие специјалитети кои што навистина се доживување и прават да се чувствуваат како да се во Кина. Што најмногу нарачуваат македонците кога ќе дојдат во Star Ocean или неколку да ми изберат? Да, најмногу миксот на вкусови луто, сладко, кисело пилешко или криспи сладко кисело пилешко. А од салатите ќе ја одвојам златно-сребрената салата, која што е хит и нема кој што ја пробал. Таа е микс од кикирики пржени во вок тава со зелка, чипс од компиричиња, морков. И јас ја предлагам на сите кои што сакаат нешто пролетно, свежо и интересно. Благодарам многу и за препораките и за советите. Ние ќе си останеме тука како екипа да уживаме во трпезата и во прекрасниот пролетен амбиент. Некако во центарот на градот, но има и некоја интима и некоја посебна убавина и атмосфера. Ви благодарам.